Здраво, драги мои, добре дојдовте уште една епизода на Ире Инспирира. Денеска ќе зборуваме за нешто многу важно, како и секоја епизода во суштина со мене. Колку се важни раниот детски развој и животот на децата од 0 до 5 години. Мојата гостинка е Билјана Караванолевска, директорка, собственик на градинките Колорес. Добре ми дојде, Слата. Добро те најдов, Ирина. Најпрвен ти благодарам за поканата да бидам гостинка на овој твој подкаст. Чест и задоволство ми е да говорам за малите дечиња, за градинките, за раниот детски развој од 0 до предшколска возраст, значи од 2 месеци почнувајќи па се до поаѓање во училиште. Така. Ти си, значи, собственик веќе неколку години на приватните градинки Колорес. Кажи ми нешто повеќе за тебе. Значи, првен, ти која си? Како дојде до идејата дека сакаш да работиш и сакаш да имаш градинки? И колку ти сметаш дека ова е нешто како што можеш да му помогнеш на светот? Е една широка тема, ама почне онака како што тебе ти е добро. Вака, градинките, значи, почнуваат од 2016 година. Почнаа во Карпош, првично, така што сега сме проширени веќе на повеќе локации. Светот на Колорес е првично, да кажам, целосното име на градинките. Идејата дојде од моите две деца, значи, така да првично почнавме со игротеки, каде што видовме колку таа социализација е важна за самите деца. И потоа се роди идејата за градинка, за приватна детска градинка. Моите деца одеа исто во една приватна градинка, каде што во одреден период ги согледував моментите што фали, што треба да се додаде, што е она што сакам да биде кај децата. Така да според тоа се роди таа идеја за градинката. Кирка ми многу сакаше да гледа еден цртан филм кој што се викаше Лес Колорес. Нешто беше поврзан со бои, со цртање, со мешање на бои, добивање на некои тонови, и така дојде првично идејата за градинката да биде Колорес, па пошто градинка, светот на Колорес. Во однос на моментот градинките, нашата цел, нашата визија е, значи, првично покренили тоа што децата треба да се едуцираат и да се образуваат. Значи, првично сакаме децата да бидат пред се деца, да може да се социализираат, да бидат насочени комплетно и целосно кон играта, и све што учат, да учат преку игра, да не биде тоа класично читање, класично пишување. Ќе дојде тој момент, меѓутоа малку подоцна, значи детето пред се треба да биде дете, да научи да скока, да научи да иде напред-назад, да може да стане, да седне, и сите оние основни работи за развој на онаа груба моторика. Сакаме децата да бидат изложени на сонце, сакаме децата да бидат во природа, сакаме децата повеќе да трчаат, повеќе да спортуваат, така да насочени сме повеќе на тој дел, да кажам, на активности, за кои што можам слободно да кажам дека се разликуваме од сите останати градинки во тој дел. Така, кога доаѓаат родителите кај вас, например, сакаат, бараат градинка и се обидуваат да најдат кој е вистинското место за нив, кога ќе им кажете дека децата се повеќе надвор отколку внатре, да речем во занимална, и дека имаат такви активности каде што, да речем, во државните градинки немаат толку можност. Можеби имаат дворови, но исто така и дворовите не се баш многу искористени од искуството кое што јас го имам и го гледам. Колку од родителите се позитивно, да речем, позитивно го гледаат тоа што децата се повеќе надвор и се пуштени да играат, а колку од нив била да не, ама ние сакаме детето да научи. Што е она што ги привлекува повеќе кон приватна градинка? Еве, да речем. Така, значи има и такви родители кои што сакаат децата да шетаат, да излегуваат, да бидат целосно надвор, има и родители кои што не го сакаат едноставно тоа.
Можам да кажам дека од 2016 кога почнавме па до сега тие работи веќе се променети, веќе не препознаваат како градинка која што веќе знаат дека ние излегуваме надвор, дека одиме на водно, одиме на матка, одиме на стари, ние сме прошетале цела Македонија, буквално екскурзии со децата од 2-годишна возраст по 2-3 дена самостојно без родители. Така да веќе тоа го препознаваат и оние што тоа го сакаат, доаѓаат веќе кај нас, значи без никаков проблем. Има родители кои што можеби се нови родители па не слушнале, па влегуваат во во тој круг полека и постепено откако ќе дојдат како бебиња, како јасли. Па веќе од 2 години постепено почнуваме со некои мини прошетки, но мислам дека веќе почнува да се менува тој мајндсетап кај родителите, дека навистина е потребно децата да бидат надвор, навистина е потребно да бидат изложени на спорт, да трчаат, да играат, да се социализираат, да се дружат, а природата тоа највеќе го дозволува. Да, дефинитивно. Тоа што мислам дека почнува на сите да ни недостасува, посебно на децата, колку што се сите влезени во екраните и целото внимание им е или дома седење или обесени околу телефонот, почнува да недостасува и тоа го гледаме веќе и како потешкоти и како проблем. Во градинките дефинитивно се гледа веќе разликата колку многу деца има кои што се или со невродивергентни поинаквости или покажуваат симптоми на такво однесување. Да, како веќе резултат. значи можам слободно да кажам од 18 месеци дека веќе ние можеме па и порано да препознаеме дете кое што седи пред таблет или дете кое што е пуштено на слободна игра, дали дома, дали надвор, неважно. Така да почнува говорат првично, значи послабо почнува да се развива кај оние деца кои што се седнати на таблети, на телефони. Комуникацијата помеѓу дете со дете, значи веќе од 3 години они почнуваат комуникација, значи имаат слаб фонд на зборови, значи не знаат како да се изразат, не знаат како да комуницираат, да не ги зборам оние останатите вештини што се моторика и сите останати работи, пошто седнати цел ден пред таблет, пред телевизор, така да сите тие функции се забавуваат, така да кога ќе дојдат они веќе 5-6 години, треба да имаат она убава комуникација, меѓутоа можам слободно да кажам дека до трето оделение децата уште се развиваат и уште немаат убава комуникација, се благодарение на тој таблет или телефон што го користат. Значи и во вашата градинка, мислам, тоа дефинитивно се гледа. Се гледа тоа секаде, значи едноставно значи се приметуваат дури и моментот ако видат телевизор или таблет или компјутер доаѓаат со прстот одма да пробаат да скролаат, така да тоа се гледа. Да. Колку ти сега да речем некој кој што ја замисли таа градинка по терк како сакаш твоите деца да бидат пораснати. Колку ти имаш влијание, например, сега предпоставувам, според она што го знам за градинките, дека треба да се водите по одредени стандарди, исто како и државните градинки. Колкав е просторот на една приватна градинка да стави активности кои што се различни од активностите, например, во државните градинки, колку тебе ти дава слобода да правиш поинаква програма. Така. Вака, значи, ние сите, значи, градинки комплетно, дали сме државни, дали приватни, се водиме според Министерство за труд и социјална политика, така да тоа што го наложува програмата, ние мораме да си ја спроведуваме. Но начинот на тоа како ќе ја спроведуваме, нас никој не ограничува дека ние денеска треба да учиме за зимата, еве конкретно денеска децата се отидени на Попова шапка, така да ние учиме за зимата, меѓутоа го учиме тоа надвор во природа, значи со санкање, со скијање, со правење снежко, со снежни топки или слично, неважно, зависно според темата. Така да ние си правиме наша програма, споредбено со програмата на Министерство, но си правиме како таа програма ќе ја спроведуваме и според таа програма се придржуваме. Комплетно отворени раце, значи за тоа како ние ќе ја спроведуваме таа програма. Тоа е добро според мене, тоа баш убав начин да се креираат барем животите на тие деца што ќе поминат во вашата градинка. Колку ти мислиш дека го менуваш светот со ова? Имајќи градинка? Светот колку го менувам. Види,
како поединец ја светот не можам да го променам, меѓутоа можам да придонесам кон промената на некои работи во детската едукација, кои што мислам дека веќе ги пременуваат поголем дел, не значи само ние, што веројатно е развиена таа свест веќе, нели, кај родителите си имаат побарувања, гледаат зошто да бидат колорез вака, вие да не сте така, веќе гледам и во државните градинки почнуваат со поголеми излегувања, да кажам, во двор, активностите им се малку поинакви за разлика од претходно, па и приватните, така да полека постепено, како што ќе, нели, се менуваат генерациите, мислам дека ќе се осеќаат тие промени, дека ќе биде на подобро. Да, ќе биде на подобро, нели, ако се трудиме да биде на подобро. Искрено, гледајќи го, да речам, нели, од моето искуство пред короната, отприлика, кога предава во градинките, имав можност да видам многу градинки, многу објекти, многу воспитувачки, многу голем број. Многу е тешко во околностите кои што ги имаат они да создадат, да речам, едни нови граѓани на светот. Јас ги викам, овие деца треба да бидат новите свесните граѓани на светот, што ќе излезат од тука посвесни, поинаку, со поинакви вредности и капацитети. Искрено мислам дека имаат навистина потешкоти во државните градинки да стигнат до нивото каде што можеби вие можете многу полесно да стигнете. Дали во вашите градинки има посебни учителки? Некакви посебни учителки? Посебни учителки во кој контекст? Посебностите се посебни. Дали вие, например, барате некакви да имаат некакви поголеми знаења, луѓето кои што работат таму, некакви други побарувања, да речеме? Не, значи вака, секоја воспитувачка и секоја негователка што треба да влезе во градинка, тоа е повторно, пак ја кажем, под исти закони, нели се подлежиме како што се државните градинки, мора да се поседува лиценца за работа, секој воспитувач мора да биде со високо образование, стрикно педагошки факултет, насоката без разлика дали е предшколска или школска, може да се добие лиценца за работа. Сега едукацијата понатамошна е оставена на нас, каде што ние посетуваме многу семинари, каде што вработените ги обучуваме, не само во Македонија, одиме и во Србија, одиме и во странство, каде што тоа си го инвестираме ние за нашите вработени, каде што, да кажам, на некој начин се доедуцираат, ги гледаме, ги следиме оние странски практики што ги има, така да гледаме, нели, да внесеме некои иновации, да внесеме нешто поразлично што е со тоа што, еве конкретно ќе кажам, лани бевме во посета на една градинка во Виена, каде што е конкретно мене, например, ми остави впечаток дека ние како градинка работиме многу подобро, да кажам, и во однос на децата и во однос на родителите, за разлика од нив. Значи, првично не ми се допаѓаше тоа што кај нив објектите се, како да кажам, во една зграда и поделени во станови посебни. Секоја група си е во посебен, значи они немаат никакво мешање во ниту еден момент од денот. Значи, таа група што си е со 20-30 деца зависно или во еден стан, таа возраст и тука се останати, нема никаква комуникација, да кажам, со другите, немаат комуникација со другите учителки, така да тие некои работи се малку така ограничувачки, да кажам, за мене, значи и ние немаме мешање, нели, на групите, меѓутоа кога ќе скочиме во двор, знаеме и цела градинка да скочиме и две градинки да се собереме и да сме сите тука заедно, да функционираме, да играме, да комуницираме, да се дружиме, или кога одиме на екскурзија, одиме сите заедно со сите градинки. Така да тие познанства, тие нови познавања и нови социализации се многу убави за децата. Така. Колку имате деца со попреченост или, да речем, со и поинакви потреби, дали едукативни, дали развојни? Вака, во принцип, дечиња со развојни проблеми некакви има, можам да кажем, во секоја група по едно, по две имаме. Значи, што не значи дека тоа се некои, нели, големи развојни проблеми, меѓутоа имаме и со поголеми развојни проблеми, кои што колку подолго време седат во градинката и доаѓаат и се присутни, сето тоа, значи, буквално доаѓа до намалување на тие проблеми, веројатно ради таа социализација што имаат со дечињата.
Значи со тие деца си работиме најнормално како и со останатите, нели? Деца си имаме нормална комуникација, значи они се толку се врзуваат, да кажам, и со средината, и со воспитувачот, и со другите дечиња, што едноставно децата ги прифаќаат многу позитивно. Имавме сега една ситуација, бевме во Министерство, не поканија, учевме за професии и отидовме и прва работа што ни ја дадоа една листа каде што на сликата имаше мајка, татко, две деца и дете во количка. Каде што количката беше онака баш и детето на гроплан, да кажам, на сликата. И прва ми ја покажаа таа слика, као што гледате на сликата. И почнаа, нели, децата да дигаат раце, сите рекоа, јас гледам срекна фамилија, јас гледам деца, јас гледам семејство, ниту едно дете не спомна дете во количка, пошто они тоа го виделе веќе, снимале дечиња што се, нели, во количка, со церебрална или било што, нели, каде што они тоа си го прифаќаат најнормално, не го гледаат како момент дека е поразлично од другите и веќе се, да кажам, научени на сето тоа. Да, значи околината и начинот на кој што ќе му се искомуницира на децата дека тоа е, да речам, вообичаено нешто како карактеристика за детето, јас лично мислам дека децата се фантастични, никогаш нема да погледнат на страната на која што можеби ние возрастните гледаме. Значи, вашата од она што на пример во сега ќе ги споредува можеби малку типичните градинки, тоест државните и не се типични, туку се државни градинки и еве приватните градинки каде што, нели, се обидуваат инклузијата да внесат некаква инклузија. Да бидам малце попрецизна. Веќе за основно образование имаме закон за инклузија, средно немаме, но градинките се некаде помеѓу тука. Значи нема закон, се обидуваат, јас знам дека се обидуваат и одат и на обуки, но така како што е организиран системски, нели, и начинот на работа во градинките, и начинот на кој што се едуцирале или па треба да функционираат воспитувачките, неговителките, немаат баш отворен простор или па можеби не го чувствуваат тој отворен простор да бидат доволно инклузивни. Колку ти мислиш дека само присуството на самиот наставник, воспитувач, еве учителки ќе ги наречам сите, е тој кој што ќе направи таа училница да биде инклузивна или не? 100% е, значи воспитувачот е тој што треба да го внесе, да кажам, детето во целиот тој систем. Значи воспитувачот е тој што ќе треба да го поврзе со останатите деца, нели, за да може да почнат да функционираат. Значи до некаде можам да кажам дека сега веќе државните градинки почнаа нели, да го воведуваат тој систем на инклузија, со тоа што гледам негде дека веќе има отворено и сензорни соби каде што, нели, им овозможуваат полесен пристап на дечињата. Ние како приватни градинки некои посебни услови за сензорни соби немаме, од причина што нашите објекти не се, нели, објекти кои што се стриктно градени за градинка, него се нели, средени за градинка. Меѓутоа моментот дека веќе е почнато тоа, нели, како момент и во државните е стартано и мислам дека функционира. И сега разликата е што ние работиме со мали групи и, да речеме, кога имаме 10-12 дечиња на нијато едно дете, можеме да се посветиме максимално, за разлика од група од 40-50 деца каде што едноставно колку и да сака тој воспитувач нема да може да му се посвети. Затоа приватната градинка, да кажем, има тука предност и затоа поголем дел од тие родители ги носат децата во приватна градинка, од причина што име знаат, се сигурни и побезбедно дека детето ќе биде, нели, згрижено како што треба, ние ќе се насочиме кон него. Значи снимале деца кои што доаѓале буквално ништо да не јадат, за месец дена сме успеале буквално све да јадат. Така да тоа се моменти на кои што се насочуваш. Ние се насочуваме директно кон индивидуата на еден на еден, значи кон самото дете, за да може да, нели, да се постигне некаков резултат. Колку кај вас животните вештини, ете, например, јадењето, и не само јадењето само да се храни детето, туку и да ги надмине овие потешкоти,
нели не јаде таа храна или така натаму, може би сензорно не може, но ако му одбрнеш внимание, може би ќе ги Да, сме надмине. имали таква ситуација со сензорно да не може, значи тоа полека, постепено, па да за отприлика 2-3 години детето веќе почне да џвака и да функционира, да не може да фати топче во вода, да не може тесто, да не може брашно или некои нели структурина, за отприлика година, 2-3 зависно што Да. е да може тоа веќе да почне да функционира како што треба. Дали имате вие стручна служба дефектологови, логопед? Имаме, значи, дефектолог кој што ни е внатре во градинката, имаме логопед кој што е надворешен соработник, со тоа што логопедот почнува да работи со дечињата негде како 3 години, иде на момент на пријавување, нели, правиме како едно проверка на сите дечиња, нели, кој што како има, некој има проблем со буквичка р, Да, не, да. слично, некој нели поголема потешкоти и така да се работи со нив пола сат, 40 минути зависно нели возраста. Меѓутоа сметам дека во Ретеј треба секоја градинка дефектолог да има, бидејќи е од доста голема помош, значи кога се работи некоја активност, било која, значи помошта на дефектологот е доста позитивна и доста добра за детето, за разлика од воспитувачот кој што ќе треба да помене нели кај сите деца, а ово е насочен тука стрикно кон него и баш онака убаво помага. Тоа е добро што ете од една страна имате простор, малце повеќе простор да го насочите вниманието, ама ете и стручните служби кои што недостасуваат во многу голем број дел од градинките прават уште една, да речем, потешка состојба за децата, за родителите. Како со родителите се справувате, да речем, онаа комуникација за кој што сите знаеме дека е важна, родител, наставник, дете или воспитувач? Како кај вас тоа оди? Дали имате можеби некакви посебни начини на комуникација со родителите? Дали воопшто на нив им се обрнува некакво посебно внимание, доколку има потреба, или па на некоја редовна, да речем, процедура или нешто што го правите со родителите? Така, јас практикуваме, значи, и јас тоа сакам да го практикувам, значи да секој родител си има комуникација со својот воспитувач и со својот неговател. Ние во градинките имаме и одговорни лица, нели, кои што се задолжени, да кажам, за сите вработени, нели, внатре, меѓутоа комуникацијата сакам да биде стрикно со воспитувачите, негователот, што си е 8, 10, 12 часа со детето. Значи, таа директна комуникација ја имаат секојдневно, буквално на врата, нели, кога се испраќаат или кога се носат, они се гледаат. Имаме родителски средби кои што се отприлика 3 до 4 пати годишно, каде што се собираме целата група и се комуницираат малку ете така поопшти работи, и имаме средби индивидуални каде што буквално еден на еден, односно родителот со воспитувачот и негователот може да си посветат малку подолго време или повеќе внимание на развојот на самото дете. Инаку на 6 месеци обавезно правиме мерење на самите деца, значи докаде стигнале, нели, каков развој имаат, а еднаш годишно им праќаме обавезно на родителите извештај за тоа како напредувало детето, па така да од секоја година во година може да си го следат развојот и напредокот на самото дете. Комуникацијата ни е супер со родителите, значи во секое време сме сите достапни, во секое време примаме и критики и пофалби, така да од критиките учиме, да бидеме подобри, прифаќаме се, така да можам да кажам дека сега за сега тој дел функционира одлично. Да. Пред малку кажа дека ги мерите децата и дека, нели, почесто, да речем, сега не се сеќавам јас, моите деца веќе, да речем, порасна и другиве, дефинитивно има систематски некогаш доаѓаат, но ете, не се ни сеќавам, не беше тоа приоритетот, барем за мене, кога ги носем во градинка, дека да видиме кај е развојот. Колку родителите се неблагодарни, да речем, или па се свесни дека ова може да им даде многу убав поглед на тоа како се развива детето и како да се заангажираат, нели? Се мислам на развојот на оние физички, физиолошки.
аспекти. Седумте домени на развој, значи инаку систематски, класичен систематски не практикуваме и ние, значи тоа го немаме. Да, имаме мерење на вага, нели, што се наложува, нели, самиот систем што ни бара и висина, за тоа зборам. тежина, тоа го имаме, меѓутоа на класичен систематски немаме. Се случува некогаш да имаме, пример, да дојдат за преглед на очи, на вид или нешто, не знам, да дојдат за брисеви, некои такви работи, меѓутоа на класичен систематски како што имаме ние, нели, вработените, мислам немаме кај децата. Ги мериме оние 7 домени на развој на детето. Кажи ми тие кои се поточно малце, дај ми ги тие. Значи во однос на тоа како детето, нели, се социализира, во однос на тоа како напредува во однос на физичкиот развој, како напредува во однос на моторика, во однос на груба, фина. Значи тие работи ги следиме, да кажам, на 6 месеци од прилика на дечињата што се мислам од 3 годишна возраст веќе ги следиме. Па добро, тоа е добар показател да видиме каде се движи едно дете, бидејќи многу од родителите со кои што јас работам и се децата уште во ран детски развој немаат представа дека следењето можеби на тие работи кои што нели ќе рече тоа е нормално, ќе се развие само или па сега веќе мислам дека многу од работите кои што очекуваме дека е нормално сами ќе се развијат, не се развиваат поради фактот што веќе поинаку се однесуваат децата, ние се однесуваме поинаку со нив, играта е редуцирана, нема слободна игра, нема слободна комуникација, а сите тие во раниот детски развој, значи слободната игра создава, да речам, 90% од развојот на мозокот и на тие социјални комуникации. Ние задолжително, значи имаме во текот на денот слободна игра, која што е независна, нели, од програмата што ја имаме, така да тука ги оставаме децата и ги следиме, нели, како играат, како комуницираат, како се однесуваат, како се приближуваат од друго детенце, така да сите тие работи најдобро се гледаат преку таа слободна игра, задолжително ја имаат секој ден, дали е тоа внатре во занималната или надвор, неважно, нели, ја имаат застапено. Дали знаат дека тогаш ќе си играме, само си играме? Знаат и тоа едва го чекаат. Колку временски, например, од прилика е тој период каде што се играат, да речеме, во текот на ден? Временски не го ограничуваме, значи може да биде некогаш пола сат, некогаш 40 минути, некогаш 1 сат. Сега зависно како ќе си се насочат, да кажам, самите деца. Моментот кога они престануваат да играат, веќе гледаме дека толку е завршена играта и ние тука веќе прекинуваме. Ми се свиѓа тоа што веќе знаат да си играат, како ние што сме играле мајка, дете, не знам, татко, така да бебе чуваат, паменуваат, пелена, па едно друго, така да интерес, мислам, убави им се игрите, не се нели насочени кон игриве што ги има нели на компјутер, така да ми се допаѓа, играат докторки, играат, не знам, фризерки. Манџа прават со листови, ако имаат листови. Така да, играта им е интересна, убава, насочена, така да кога ќе видиме дека веќе нели преминува во досадно или во неинтересно или незабавно, тука веќе ние прекинуваме и продолжуваме со активностите. Со некоја работа. Дали можеби следите некаков од овие принципи, да речем, Монтесори начин на работа? Има неколку кои што е, да речем, ние следиме Валдорф програмата, тоа е германска програма, која што реално 100% во Македонија не можеме да ја поставиме, од причина што они се малку така потешко прифатливи за македонски услови. Например, децата додат на водно и да спијат на водно во креветчиња или само на душече, тоа малку не проаѓа тука кај нас. Но можам да кажам дека некои си 90% ја практикуваме таа Валдорф, така да сме пробали да спијат, значи испиеле во двор, сме ги извадиле креветчињата и испиеле во двор. Меѓутоа летно време, значи зимно време не. Али моментот нели на излегување надвор, моментот на прошетки, моментот на сите тие нели што се останати
игри на отворено ги практикуваме. Сакаме да ги враќаме и ги враќаме и оние стари игри, играме многу често и ластик, играме и криенка, играме и она грабни стапче, играме некои такви, да кажам, заборавени игри што им се интересни на децава, реално не им се познати, не ги знаат, меѓутоа постепено, полека, значи ги воведуваме кон тоа и беше ми интересно. Па мислам дека и дури да ги познаваат, и ние ги познававме игрите, нели, што и народна, и сето она што го игравме со камчиња, така натаму, па сепак играта беше игра и не беше убаво додека игравме, независно дали може би сега, нели, ќе речете, ама знаеш што е стара игра или нова игра, кога е забавно, не е битно од кога е играта. Децата, што ќе им приложиш, значи нив им е интересно, само треба да се насочи, мислам да им се даде насока, да им се каже како тоа треба да се игра и на нив дефинитивно им интересно, може со сати да играат буквално. Да, тоа дефинитивно се согласувам. Сега, например, рековте Валдорф програмата, јас имав можност првото детенце да оди во Монтесори градинка и моето искуство беше на почетокот, нели, навистина беше убаво организирано, они работеа 100% по Монтесори, да после месец-два отидовме, нели, да видам јас како тоа изгледа и моето дете се ставаше на место, се беше средено, ќе си сработи, ќе си врати на место, јас викам, чекај, ова дете сега, кај знае сето ова да го направи, нели? И не бев само јас тој родител кој што тоа го кажа. Одеа по скали, имаа скали во градинката, тогаш беа во една куќа, значи поголемото го следи малото, нема учителката, ајде ти оди се, однеси го горе или симни го доле, се знае дека поголемите им помагаат на помалите, од каде да одат, напред, назад, кај да се држат. Просто мислев дека сум во една друга планета, во која што децата имаат толку многу самодоверба. Некако мислам дека ние ги гледаме децата, значи од тоа искуство, треба да им дадеме малце повеќе слобода на нашите, дека они може да направат многу повеќе отколку само ние да ги паркираме. Во контекст на ова сега, колку родителите знаат за оваа програма и колку од, да речам, принципите на програмава може да размислуваат по оваа програма, да речем, и по овие принципи, и колку дома се обидуваат или па сакаат да го прават истото. И тоа е дискутабилно. Значи, има родители, кои што си ги продолжуваат она што го правиме ние во градинката, го продолжуваат и дома. Има родители кои што едноставно се функционираат така како што се функционирале и предходно. Јас можам слободно да кажам дека све што доаѓа најпрвично доаѓа од дома. Значи, ние колку и да пробуваме, колку и да се трудиме, колку и да ги менуваме работите, дури се случува дете кај нас да биде едно, дома да биде друго, значи комплетно друго да биде, така да сите работи и целото воспитување и културата и све тргнува, да кажам, најпрвично од дома, па потоа сме ние како институција која што ги насочуваме и родителите и децата како да функционираат. Моментот дека треба они, нели, дека треба да си ги соберат играчките, дека треба да си ги стават на одредено место, моментот дека после секоја активност треба да измијат рачиња, моментот дека треба да фрлат, нели, ѓубрето во корпа, сите тие работи мора да ги знаат. Значи, они се веќе од буквално 15 месеци, они тие работи ги практикуваат и ги знаат. Они знаат дека кога ќе го изедат јадењето треба да го стават на кујната, на работната масичка, значи така да сите тие работи се работи кои што ги учиме буквално од 11-12 месеци. Нашите деца од 12 месеци веќе ги седнуваме на масичка и столче, не се во хранилка, значи за да може да почнат веќе сами да јадат и да функционираат самостојно. Самодовербата, тоа е значи број 1 кај секое дете. Градење на самодовербата и таа самодоверба е најважна во текот на целиот живот, можам да кажам слободно.
а таа се гради од најрана возраст. Некој ќе рече остави го малечко, ништо не разбира. Тие разбираат буквално од 6 месеци, све разбираат. Ние имаме бебиња од 2, од 3 месеци што ги носат, значи се толку малечки, па ги гледаш дека разбираат, дека се наоѓаат на друго место, дека не се дома, дека не е мајката до нив. Така да само довербата дефинитивно значи е она што е најглавна кај секое дете. Ако се уништи само довербата, тука веќе е колку проблем. ние родителите ја уништуваме таа самодоверба, тоест не го оставаме просторот кога нормално им доаѓа да се развиваат и да ги учат тие животни вештини кои што ќе ги носат целиот свој живот. Тоа што се учи во раниот детски развој е нешто што ќе го носиме цел живот. Има, да, точно. Значи, пак ќе кажам, секој родител си го гледа најдоброто за своето дете. Меѓутоа, не сакајќи прави грешки кои што се, како ги викаат, несакани грешки, нели? Кои што не дека не може да се решат, може да се решат, меѓутоа се случуваат и се прават. Првично, самото време не дозволува нели да се посветиш толку многу кон своето дете како што можеби порано се посветувале, не знам. Значи не сме присутни во играта со сопствените деца. Значи пример, еве ќе споредам воспитувач градинка и дома. Значи воспитувачот кој ќе седне со тие 80 деца може да чита приказ на буквално сат време со објаснување, со раскажување, со примери, со практика и слично, значи, а родителот ја чита пример 2-3 минути приказната, па телефонот да види кој му пишал порака, па еде уште 5-6 минути. Не зборувам нели за ова сите, стереотипно можеби нешто што така, најчесто се нешто случува. каде што ние треба кога играме со детето да бидеме фокусирани на самото дете, да бидеме фокусирани на играта, да бидеме присутни во играта, дека да свати детето дека ние сме со него, дека играме со него, дека сме тука, нели. Меѓутоа тоа све малку мислам дека е потенко, да, со тоа се намалува самодовербата, не се оставаат децата самостојно некои работи да ги прават, значи не знам во смисла, еве, седне се до кебаба ти доле однеси јајца, така, не, јас ќе ги скршиш по пат, јас ќе ги, ето, така да све се тоа ненамерни грешки кои што ги прават родителите, меѓутоа влијае врз самодовербата на самото дете. Да, но сега јас ова го прашав од позиција на родител. И можеби јас сега поинаку размислувам, но пак нема да се ставам на страна кога знам дека имам градинка која што има своји принципи, каде што гледам дека убаво се развива детето, тогаш јас, например, лично, кажете ми што правите, затоа што и Монтесори, кога го видов, јас системот на појма немав што беше тоа, кога видов што прават, значи јас тидов дома, јас преуредив. Каде ќе стојат играчките? Какви играчки? Сфрливме пластика, оставивме само дрвени играчки. Тоа си, да, до самата индивидуа, нели, како личност. Колку мислиш дека, еве, градинката како едно централно место, нели, на вие колку деца имате, колку дечиња имате во сите градинки од прилика? Имаме околу 300 дечиња. 300 дечиња, по 20 родители, тоа се веќе 600 родители, не помалку или повеќе. Тоа не е воопшто мала група на нели, да речем, возрастни кои што ако се размислувам, ако сменат барем 10% од аспектите на тоа како треба ние да бидеме добро со нашите деца, не велам дека некој од нив не го прават тоа, но за онаа група која што може да направи уште промени, колку тука отвараме капацитет, нели, вие како градинка за едукација и на родителите на малцно повисоко ниво. Да, имаме едукација, веќе неколку години практикуваме едукација на родителите, каде што доаѓаат професори од педагошки факултет и ги држат тие предавања. Така да на различна тема се предавањата, секоја година организираме различно. Така да мислам дека помага тоа, не мислам, него помага дефинитивно, нели? Меѓутоа пак ќе се сведеме на моментот колку, нели, тоа ќе се испочитува понатаму во пракса или ќе остане такво. Кога се работи за сопственото дете, секој си гледа, нели, во секој случај да направи најдобро за него, така да во поголем дел гледаат да го практикуваат тоа, гледаат да, нели, ги сменат тие некои навики што сме ги насочиле дека не треба да ги има, така да мислам дека го прифаќаат моментот и дека одиме кон подобро, нормално, нели? Да, добро е тоа, затоа што
мора да се работи, мора да им се помогне на родителите. Јас сега целиот систем некако родителите се криви. Родителите се криви. Да, и одговорноста е во раците, нели, за целата иднина на оваа држава е во рацете на родителите во овој момент. Сите тие родители кои што имаат деца, кои што ќе направат едно свесно битие, кое што утре треба да донесува одлуки и ние како стари луѓе да не чуваат и така натаму. Да. Но сметам дека им треба поддршка на родителите на многу поинакви Да, и да. поубав начин, затоа што системот не нуди ни едно место каде што има Системот може би поддршка. треба да малку да се промени според мене, зашто еве ние ќе едуцираме 300, 600, 900 родители, значи меѓутоа тоа е многу мала бројка во споредба со тоа колку родители, нели се, колку има и колку ќе има. Така да може би системот треба малку да има тука промена, каде што ќе има некои поголеми кампањи, каде што ќе има нели некои поголеми едукативни центри или не знам слично, кои што ќе бидат пристапни, достапни за секој родител, за секоја можеби та млада мајка, не мора нели за Да, да се стави некој таргет од до, значи па понатаму за оние што се тинеџери, па секоја година си има свој момент. Искрено ова го кажувам затоа што јас лично системот го гледаме каков е и колку се мачи во суштина нашиот систем да создаде, да речам, добри, се е некако на минимум ставено од што мора да биде така, за другото немаме пари и така натаму. За мене системот е како родител со дете со посебни потреби и работам со нив, кои што се во најголем социјален ризик, да речам, е тешко. И затоа велам системски некако не да не трошам енергија, но го ставам на страна системот и едноставно не сакам да одземам од мојата енергија да очекувам нешто. Но ваквите приватни бизниси кои што создаваат веќе друг систем, на крајот на денот вие сте еден паралелен систем правите, во кој што има едно повисоко ниво на квалитет, поинаков начин на размислување. Вие сте еден паралелен систем кој што утре кога ќе стане поголем, дај Боже да имате уште многу градинки во многу други градови, да едноставно веќе и компетитивноста на која што сме навикнати, на која што системот упорно турка, нели, само компетитивност, само тоа, ќе мора да рече чекај малце. Овие стандарди веќе се тука, ние сме уште тука, мора да се помрднеме. Така е, да, сега и пошто ние сме имаме асоцијација на приватни градинки, каде што сме здружение, да кажам, со приватните градинки. Сега почнавме како еден проект кој што се надевам дека од септември ќе профункционира, каде што како ќе гласи сега ваучерски систем, каде што родителот ќе биде поддржан од страна на државата да може детето да си го запише во приватна градинка без со некоја минимална уплата, како што е да кажам, нели, во државните. Така да автоматски со тоа ќе го намалиме бројот на деца што се на листа, да кажам, на чекање. Сакаме да воведеме момент каде што децата од 4 годишна возраст веќе задолжително ќе треба да посетуваат градинка. Тоа е многу добра работа за да може да детето да влезе во тој систем, нели, на образование, да влезе во тој систем на социјализација и да има простор, нели, нормално за да влезе, бидејќи сега немаме простор за да може да ги згрижиме, нели, сите тие деца, меѓутоа ние како приватни градинки ќе се приклучиме, да кажам, во тој момент каде што секој едно дете ќе може, нели, да влезе во градинка и да може да посетува градинка. Тоа ќе биде супер, значи го спремаме како проект, се надевам ќе успее, од септември треба да почне да функционира, ако биде прифатено. Значи ова е еден вид на социјална услуга, да речам, која што би требало министерството да ја субвенционирање, да, субвенционирање државата треба да го поддржи, значи владата, каде што фактички парите го пратат детето, значи во смисла се добива стрикно за да се посетува, нели, градинка, да се едуцира и образува. Ова е многу, мислам, јас не го знаев ова, но е прекрасна идеја, да речам, и насока да може да се отвори малце просторот и да може би сега кај вас ке има листи на чекање ако овакво нешто се направи. Така да супер, се надевам дека ќе профункционира.
и дека ќе се ослободи малце повеќе простор од државните градинки. Да, идејата е да се намали бројот на листите на чекање на дечиња што не може да се запишат во градинка. Да, но и позитивно според за мене е Секако, позитивно што Секако. да се биде во приватната градинка со сите овие убави аспекти и слободата на тоа да се прават, да речем, поинакви работи отколку во државните што се прават. Ја не велам дека во државните не прават убави активности, но бројот на деца едноставно е тоа кое што го намалува квалитетот Точно на сето така. она што го прават, затоа што знам дека има прекрасни воспитувачки, знам дека многу се трудат, но Точно така. бројот на децата едноставно ги оневозможува да дадат квалитет, да се насочат кон едно одредено дете на кое што може му треба повеќе внимание, да се има време да се направи нели поединачно и тие проценки. Јас знам дека они прават нели некакви мерења на децата, но со таа бројка со која што сето Премногу тоа се се точно, намалува секако. И затоа и родителите Со ова малку можеби ќе се средат. Да, кажам. можеби ќе се охрабрат и многу повеќе други луѓе да отворат други градинки, едноставно да се прелее, затоа што има многу голем број на деца кои што не одат во градинка. Да. Огромен е бројот на деца кои што не посетуваат градинка. Има голем број кои што се на листа на чекање, има и голем број кои што воопшто не се ни на таа листа на чекање, меѓутоа не посетуваат градинка. Да, и моментот нели баба го чува, тета го чува, мама и така натаму, значи не велам дека можеби тоа не е избор, но ако се даде насочено дека мора од 4 Да. и позитивно е според мене затоа што веќе раниот детски развој нели и од 4 има можност да се коригираат одредени аспекти кои што дома не ги добиваме. Значи кога баба го чува детето, значи сите знаеме како тоа изгледа. Баба да е најдобра на свет и најмногу да сака, толку може она да учествува во играта. Баба, ја ќе седам на столче, а ти игре си таму самичко. Нели, недостасува тоа другарување. Така да ова е нешто многу позитивно, се надевам дека ќе успее, дека државата ќе го поддржи и дека ќе охрабри уште многу други луѓе да отвараат градинки. И нели да не биде само, мислам, нека бидат и други некои системи кои што постојат, кои што се позитивни, се попозитивни од сето ова што можеби ние сега го гледаме. Кажи ми ти сега, освен тоа што ми рече дека правите некоја нели нов објект, нова градинка, што нешто друго се случува во твојот живот, како за крај нешто? Во мојот живот. Освен многу награди. Фала, да. Значи јас стрикно сум насочена само кон градинките. Значи не работам друго ништо. Значи влезена сум 100% во моментот деца. Сакам да шетам, сакам да посетувам најразлични места, така да кога одиме со децава и јас одам со нив. Денеска не сум заради овој подкаст, меѓутоа одам буквално секогаш со нив. Сега ни следи едно убаво зимување на Пониква, така да ќе прошетаме малку со едно 20-30 дечиња, ќе одиме 3-4 дена. Тоа што имам да кажам за крај е да имаат сите самодоверба, да бидат позитивни, да бидат насмеани и да размислуваат само позитивно, зашто кога мислиш позитивно ги привлекуваш оние позитивни енергии и животот ти го прават да биде убав. Така. Ти благодарам многу злато што беше моја гостинка. Малце чепнавме во тоа како родителите може да размислуваат каде да ги испратат своите деца, независно типични, нетипични, со потешкоти. Сметам дека добрата околина може да ги надмине сите потешкоти или повеќето од потешкотиите кои што ги имаат децата, посебно во раниот детски развој. Така да сега малце ќе имаат повеќе информации дали како да донесат одлука, во која градинка, дали во градинка, како во градинка и што со себе да прават кога ќе го испратат едно дете во градинка. Благодарам уште еднаш. Фала, Ирина, на поканата. Така, благодарам, драги мои, се гледаме во следниот подкаст.